велам, не се тоа тешки зборови, тоа е вистината секогаш боли, кој се кажува. Сега, знаеш како ние кои што сме луѓе така долги години близко до црквата на еден начин заради професијата и друг начин имаме јасна представа што се случува по период во црквата. Луѓето, верниците, еден мал дел знаат, но едноставно не сакаат да веруваат. Еден поголем дел од јавноста веројатно нема точна представа што се случува во црквата. Значи, во овој случај, знаете како, ние сме веќе црква која што, нели, канонски признаена од сите цркви, може да се служува, веќе го нема големиот проблем каде што државата треба да биде стакнена од оно во кое ќе го чува националниот идентитет на црквата, затоа што таа веќе е реалност. Го имаме залечено големиот проблем со поделбата од ПОА, владиците на ПОА сега се дел од МПЦ, сите се заедно, единството е тука. И сега црквата треба да продолжи да обстои како црква. Значи, начинот на кој што функционираше до сега, ставајќи ги под тепих сите недоразбирања и проблеми заради некаква поголема, како се нарекува, поголема потреба од единство за не создавање проблеми, веќе завршија. Сега немаме ние никаков проблем околу начинот на функционирањето на црквата, на нејзиното препознавање во светот преку канонска црква, и сега проблемите треба да се решаваат, така што овој проблем е извор на еден човек во Македонската православна црква. Само да подсетам дека минатиот пат се случи да тој, бидејќи на прогласувањето на светите листа во Света Софија, имаше обид повторно да му се забрани на партени да служи, но тогаш, бидејќи Тимотеј беше жив, одлучи дека ќе служи партени на таа литургија. Тогаш Петар одби да учествува во литургијата. Значи проблемот во ситуацијата е кај Петар, затоа што тој веќе отворено прогласил раскол со владиката Партени, и тука тој проблем за црквата е многу сериозен проблем. Значи треба да седнат да решат, значи не можат моментот на тоа што Петар не сака да служи со Партени да биде проблем на целата црква. Не, тоа е проблем на Петар и црквата треба да го реши тој проблем. Во случајот не го реши и на најтажниот ден кога се замина владиката Тимотеј од овој свет, реалноста е дека на Партени, и не само на Партени, и на ниеден монах од Бигорското братство и на ниеден архимандрит од Бигорското братство не му беше дозволено да учествува на отелото и на литургијата. Јас не знам ако има поголем срам за црквата од овој, нека некој каже. Наговестуваш и дека овие тешки зборови, овие тешки состојби, препирки, расправи ќе продолжат и понатаму. Дали ова е вовет во тешки расправи, ајде да не го користам изборот раскол, околу наследникот на Тимотеј? Природно би требало да е Партени. Во принцип нема раскол, затоа што поголемиот греф од она што вчера го направи синодот, да не му дозволи на Партени, би било Партени да не ја почитува синодската одлука. Но Партени се покажа многу подоследен и многу поверен во своите ставови, и тој ја почитуваше и покрај колку што е тешка таа синодска одлука, тој ја почитуваше и тој беше присутен на испратијата на Тимотеј. Значи тој беше во Света Софија, беше во Расо, не беше во владичка одежда да служи, но беше таму присутен. Тоа покажува дека Партени не ги спори одлуките на синодот. Тој ги прифаќа со смирение, како што е и логично да има. Да постапи. Така што раскол некаков од таа страна не треба да се очекува. Проблемот е сепак што ќе продолжи притисокот врз владиците околу изборот на митрополит на таа епархија. Како компромисно решение на почетокот најдоа дека местовлюстител и чувар на тронот треба да биде архиепископот Штефан, како некое природно решение. Јас се мислам дека тој на таа позиција ќе остане подолг период. Не знам, може така мислам, но затоа што сосема сум убеден дека во приказната дека Петар ќе биде човекот кој што дали ще со еден или двајца владици подржан од синодот, ќе ја притиска до последен момент
партени и воопшто да не влезе ни во игра за избор на митрополит. Точно е дека него не му следува како викар по дефолт местото на митрополит, но сепак има право да биде дел од списокот на владици кои што би претендирале за тој трон на таа епархија. Така што велам, можеби за не се решава проблемите, ќе остане Стефан на подлог период на како администратор на Деварско-Кичевската епархија, но не знам, да оставиме времето да видиме што ќе покаже. А кои владици, односно кои епископи можат да бидат наследници? Кои се во тој список што го споменуваш? Дали кои се фаворити на Петар, или Стефан ќе одлучи? Треба ли тоа со консензус да се гласа, со надгласување? Каква е процедурата? Се гласа со мнозинство во синодот на полн состав, тоа се епархиските архиереи на синодот. Секој владика кој што ги исполнува условите, кој што има епископски чин, може да биде избран за митрополит. Тоа се четворицата викарни епископи, Партени, Јаков, Климент, Никола и петиот Давид, епископот Давид, значи петмина викарни епископи и сите оние кои што управуваат со епархија, ако некој пројави желба за да биде таму. Така што има и уште, да не забораваме, има и една друга ситуација која што јас не знам, но предпоставувам, но сепак не треба да се заборави. Ние имаме еден архимандрит кој што е со чин на архимандрит, но кој што е избран од 93 година за епископ на Македонската православна црква, но по негова лична желба тој одби хиротонија. На Нектари. Да, архимандритот Нектари, така што и да не го забораваме и него, и тоа е дел од списокот на владици кој што би можел да биде начело на Деварско-Кичевската епархија. Но велам дека најдобро е синодот да седне и да го избере најдобриот кој што ќе биде за епархијата, а не да избере човек кој што ќе биде за глас во синодот на еден или на друг блок или на некаков трет блок или поради нечии други интереси. Ме разбирате? Кој е фаворитот на Петар? Кого тој бутка? Не можам да бидево шпекулативно и непотребно сега во ситуација да се нагодува кој би бил фаворит. Или било кој, само да не е Нектари. Тоа е неговата политика. Мислам дека тука си најточен во приказната, иако некои амбиции пројавувал и Кумановскиот владика, Григори пројавувал можеби Никола новиот, можеби не знам, да не шпекулираме. Но најточно тоа е дека било кој само да не е партени е изборот на Петар. Ги споменуваш Григори и Петар како ревизори, така? Да, тоа е одлука на синодот. Тие треба да прават ревизија на Деварско-Кичевско, но тоа се вика попис. Треба да отворат касата, да видат таму личните завештанија на владиката Тимотеј, да направат ревизија на финансиска состојба на епархијата и тоа да го предадат како извештај до синодот и до архиепископскиот, како се нарекува таму, заборев. Не е битно, но одлука на синодот е да тие мајци ги прават тие две ревизии во Сиднеј и во Охрид. Ке влија ли ова на... Малку е чудно, затоа што ги знаеме сите релациите, барем ја и ти, кои и ти работеше долго време црква на Тимотеј и на Петар како вечни пријатели. И така тука има повеќе, тоа го поврзувам со моментот дека Петар не отстапувал се уште од претензиите за целосна управа врз австралиската епархија, сметајќи дека оваа поделбата е само времен карактер и дека сега треба да се одмине, но таму веројатно ќе се соочи, неверојатно таму сум сосема сигурен дека ќе се соочи со црковните општини кои тоа нема да го дозволат. Така што и таму веројатно на подол круг, знаете како, и таму треба да се избере владика, не само во Охрид. И таму не имаме архимандрит Гаврил кој што е таму долго време, но никако синодот не потегна веројатно пак и Петар, можеби и Тимотеј имаше голема вина во тоа да се избере редовен владика таму, но сега и таму ќе треба да се бира владика, така што Стефан може да остане администратор на Австралија, на Сиднеј, на Охрид и митрополит Скопски архиепископ на подлого време. Така да. Но да За разлика од некои други владици со кои
имам или сум имал пријателски релации со Тимотеј, се разбиравме строго професионално. Тој беше човек кој знаеше да биде дрзок, знаеше да биде строг, знаеше да биде пис на јазик, но секогаш беше достапен, коректен, никогаш не правеше компромиси со своите ставови и принципи и не беше лош човек. Ова е тоа што си го напишал за покојниот владика Тимотеј. Да. Ти знаеш, Толе, таму има уште една реченица. Се однесува за тебе и за Горан. Тоа е период ден кој чекавме пред синот, кога ти го звонеше, како викаше, знаеше да каже Тиктер бе битанги, но знаеше да прати чај, но знаевме ние да му дишиме услушал, како што би рекол Горан, за Трпеновски зборам. Демек ќе слушнеме што зборат на синот. Така зборам, поентата ми беше на таа реченица дека беше коректен, професионален, дури и на синотските седмици криваше телефон на новинарите, никогаш не избегнуваше да одговори, барем до границата која му дозволуваше дека може да одговори. Маријан Николовски, религија.мк. Стадион. Емисија за вашата вистина.